Националниот сојуз за слепи лица на Република Македонија како национална инвалидска организација денеска прославува 70 години јубилеј, а воедно го прославува и меѓународниот ден на белиот стап. Денеска ќе бидат доделени благодарници за заслуги за слепи и слабовидни луѓе во Република Македонија. Во Националниот сојуз на слепи лица на Република Македонија преку своите 17 општински и меѓуопштински здруженија на слепи лица, кои што се членки на сојузот, членуваат 2550 слепи и слабовидни луѓе на цела територија. Денес по тој повод, односно 70 годишниот јубилеј, поразговаравме со председателот Жарко Селковски. Па предлагам да ја слушнеме и неговата изјава. 15 октомври е и меѓународен ден на белиот стап, символот на слепиот човек, кој што низ целиот свет се организираат најразлични манифестации, трибини, маршеви со бело стапче, забавно-културни манифестации, спортски и така натака. Ние оваа година решивме денеска овој ден да го поминеме со нашите пријатели, со нашите помагачи кои што у најтешкото време секогаш ни подавале рака и ни излегувале во пресрет, а тоа ни било многу големо значење и сакаме денеска да изразиме нашата благодарност на сите оние кои што ни излегле во пресрет во дадениот момент, а иначе централната прослава за јубилеот 70 години ни е во Дома Арама на 20 октомври. Во денешните вклучувања на вестите на ТВ Нова имавме можност да поразговараме со Ема Ананиевска, која што е 21 годишна пијанистка, која што се справува со слепилото како незин хендикеп. Денеска денот, како ми започна, принцип ништо посебно не ми се случи, станав од кревет, се измив и дојдов овдека. Секојдневието ми е исполнато со доста обврски, значи одам на факултет, преку недела поминувам доста време на факултет. И со оглед на тоа што поголем период од денот го поминувам на факултет, немам баш посебно многу време за други работи во текот на денот, меѓутоа кога наоѓам време излегувам со другарките, одам исто така посетувам курсеви по италијански јазик, така да доста сум активна. Од твој агол да слушнеме, што мислиш, како на какви наидувате на какви, дали наидуваш на предрасуди од страна на луѓето, бидејќи во денешно време можеби тоа некако се надминува, но еве од твој личен агол како гледаат луѓето на лицата со посебни потреби? Па, знаете како, мислам дека веќе свесноста е на некое повисоко ниво кое што била, например, периодот кога бев во основно училиште, а можеби и тогаш мене некои работи повеќе ме погодувале од него сега. Дефинитивно се менува свесноста кај луѓето, затоа што многу луѓе со кои што јас сум во контакт се на почетокот биле многу исплашени од причина што не знаеле како да се однесуваат со мене, а подоцна сватиле дека тоа не е ништо комплицирано, дека со мене треба да се однесуваат исто како со било кој друг човек. Меѓутоа сметам дека се уште постои една голема група на луѓе која што не е запознаена со попреченоста и се што е поразлично од мнозинството е дискриминирано. Дали е тоа од незнаење, меѓутоа има исто така еден дел на луѓе кои што го прават тоа е злонамерно, меѓутоа за тоа не би сакала да зборувам. Ема е навистина голем мотив за сите оние кои што се справуваат со овој хендикеп, но и за сите оние кои што го немаат. Незиното гостување во вестите на ТВ Нова беше по повод меѓународниот ден на белиот стап, кој што представува символ за слепите лица, за што подобра мобилност и учество во заедницата.